Благодарам, подпредседателе. Имам 3 прашања. Првото е за министерот за здравство. Помина 1 месец од монструозниот скандал на онкологија, а нема ни приближно никаква разрешница. Пред истрагата трае и со право граѓаните се сомневаат дека и овој случај ќе заврши како и случаите со Дурмотурс, Бесатранс, модуларната болница во Тетово, односно имаат печаток дека истиот се заташкува. Индициите за овој монструозен скандал и злоупотреба на терапијата за болни од канцер во јавноста се говорат најмалку 2 години наназад. Најпрво ние, како ВМРО ДПМН, а потоа од пред 6-7 месеци, за истото пишуваа и медиумите. Со месеци и години надлежните органи не преземаат ништо во однос на ова прашање, со што со месеци ги оставаат граѓаните во ситуација да нема доволно терапија, нема термини и соодветен третман, иако истото им следува како осигуреници. Да подсетиме, според информации во јавноста, онколошки пациенти кои починале и понатаму се водат на листата за лечење. За оние пак кои се лечат, се уште нема дел од потребната терапија. Ова секако остава сомнеш дека терапијата се припишува на овие веќе починати лица и истата терапија потоа се препродава на црниот пазар во Македонија и во странство. Кому се му биле издавани цитостатици, дали странски државјани биле лекувани со цитостатици на сметка на Фондот за здравство, се дел од прашањата. Дали малверзациите на онкологија се причина за милионските долгови на клиниката во последните 3 години. Во меѓувреме долговите, да спомнам, дека во последните 3 години достигнаа и до 20 милиони евра поради дерење на терапија без претходен план, купување на лекови на реверс, а ова се поклопува со времето на кога на онкологија се воведува скапата биолошка терапија, која според информациите достигнува и до неколку илјади евра по пациент. Монструозноста на овој скандал е дека постојат изјави во насока дека на пациентите им бил даван само физиолошки раствор, а потребната терапија потоа била препродавана. И со тоа легитимно е граѓаните да ги постават прашањата до соодветното министерство и до министерот. Кој дозволил незаконско и неуставно делување во третманот на пациентите наспроти уставно загарантираното право на здравствена заштита на секој пациент? Зошто најсовремената онколошка терапија не е на позитивна листа за која 4 министри од владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ не мрдна со прст? Во чии џебови се украдените пари и дали има лоцирана одговорност? И за крај, клучното прашање, почитуван министер, колку граѓани поради несоодветен третман на оваа клиника ги изгубиле своите животи? Одговорност мора да има, одговорноста мора да има име и презиме, но мора да има и политичка одговорност. Затоа, почитуван министер, вие подхитно требаше да поднесете оставка. По примерот на министерот од Грција за транспорт и врски, кога при една железничка несреќа, во истиот момент си поднесе оставка. Второто прашање е до министерката за труд и социјална политика. И, почитувани колеги, почитувана јавност, тешко е да се каже која состојба во Македонија е најалармантна, затоа што секоја состојба е која од која потешка. Тешко е да се издвои една целна група на граѓани која се соочува со голем социјален проблем, но како граѓанин не можам да останам индолентен на повиците на пензионерите кои бараат повисоки пензии. Посебно како пратеник кој беше повикан заедно со сите пратеници од Прилеп на протестот на членовите на Сдруженијето на пензионери, односно на иницијативниот одбор, и мојата колешка Благица Ласовска, која исто така имаше средба со пензионерите од Свети Николе, каде што на двајцата ни беа дадени прашања кои треба
да ги одговорите вие како влада и ресорната министерка. Само да кажам дека се тоа луѓе кои ја граделе оваа држава, тоа се наши мајки и татковци кои бараат достоинствени пензии. Овде нема политика. Нив маката ги натерала да излезат на улица, да побараат повисоки пензии, бидејќи со овие пензии кои сега ги примаат, половината од пензиите како што велат им одат за лекови, другата половина не им стасува ни за основните животни продукти да ги купат. А тука ја имаме министерката која им порачува дека со 25.000 денари двајца пензионери можат да преживеат. Тоа е срамно и недозволиво. Па тие пари за сметки и за лекови нема да им стигнат. Од тие пари, ако им останат за по едно чоколадо на внуците да им купат, ќе бидат пресречни. Пензионерите не бараат луксус. Пензионерите не бараат прекулеп погача, почитувана министерке. Тие ги имаат овие барања. Линеарно зголемување на пензиите за 3.500 денари, а не, како што му најавувате, за 6%. Проблемот настана уште во 2016-та, кога прво ги укинавте, па го вративте системот на покачување на пензиите, со што оневозможивте пензиите да растат повеќе, а сега дозволивте и енормна инфлација која го дотепа пензионерскиот стандард. Им ветувавте мирни пензионерски денови, а сега доживеавме да тие години пензионерите на тие години да излегуваат на улици и да протестираат. Ова е вистинскиот сјај на бедата која вие ја донесовте во Македонија. И како што кажав, катастрофално лошите резултати од владењето на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ги гледаме секојдневно и во сите сфери. Деновиве потврда за ова добивме и од надвор од еминентниот британски дневен весник Guardian. Според Guardian, почитувана македонска јавност, Македонија е најзагадена земја во Европа. Сега сме шампиони и во ова. Најзагадена земја во Европа. А да подсетам, кога бевте во опозиција, го изјавувавте ова. Загадувањето е последица на неодговорната власт која веднаш мора да замине. Па сега би ја прашал министерката за животна средина, што чекате? Први сте во Европа за загадување. Што чекате, а да не... Логички е да си поднесете оставка. И цела влада. Бидејќи се освен ова ќе представува лицемерие. Лицемерие затоа што во опозиција зборувате едно, а кога сте на власт кажувате друго, а резултатите го кажуваат ова. Македонија е најзагадена земја во Европа. Речиси 2/3 од луѓето ширум земјата живеат во области со загаденост повеќе од 4 пати. Повисока од упатствата на Светската здравствена организација. Додека во 4 области е регистрирана загаденост на воздухот речиси 6 пати повеќе од дозволените бројки, тука го вклучуваат и град Скопје. Граѓаните се во страв не само за сопственото здравје, туку и за своите семејства и пријатели. Многу е алармантно што некои жители лошиот воздух за нив е дополнителна причина да ја напуштат земјата, заедно со ниските плати и корупцијата. Борците за чист воздух, за екологија, ни порачуваат дека Македонија во моментов личи на гасна комора. Кажуваат дека е фабрика за канцер. А што се случува? Владата со последната одлука за релокација на средства ги скратува најмногу во зелената програма средствата, крати во управувањето и заштита на води, третмат на отпадни води, просторни планови и унапредување на животната средина. 2/3 од жителите на Скопје и цела држава горат дрва како доказ на сиромаштијата и со тоа ова прашање дополнително се влошува. Затоа, уште еднаш ќе подсетам,
Ako koga ste bili v opoziciji, ste go izjavljali ova, дека treba da se даде оставка.